Одбојкарската федерација на Македонија ги прекина сите првенства на 12 март, следејќи ги препораките на владата на Македонија. Во моментов се уште е неизвестно дали воопшто првенствата ќе продолжат, но од Одбојкарската федерација се надеваат дека ситуацијата со коронавирусот ќе се смири и Македонија ќе го добие својот шампион на терен, а не по административен пат. Постојано сме у контакт со сите. Одлука донесовме пред 2 недели за прекина нашето првенство. Клубовите во прв момент беа малце онака нервозни, затечени, али сега е све прифатено како што треба. Значи ние не го прекинавме првенството, само го одложи согласно и препораките на Европска одбојкарска конфедерација. Доколку некое наше гласно размислување во консултација со сите, доколку се створат услови, пошто нашата надпреварувачка сезона 2019-2020 трае до 30 јуни, евентуално можеби во јуни месец, нормално доколку се подобрат условите на територија на цела Македонија, би го доиграле националното првенство во прва државна лига мажи и жени. Во моментов проблем се и репрезентативните настапи. Машката репрезентација во мај требаше да дебитира во Златната Европска лига, но ова надпреварување беше одложено и неизвестно е неговото одигрување. Она што беше првично договорено и кај што наша сениорска репрезентација беше пријавена за настап во Златна лига оваа година, која требаше да се одржи во мај и во јуни, кај што веќе се подпишани договори, резервации и така натака, све е одложено. Моје некое мислење дека оваа година можеби оваа Европска лига ќе се рипне, али да видиме дали ќе успееме да ги одржиме квалификациите што се за нас многу битни за Европско првенство 2021 година. По календарот на ЦЕФ тие беа планирани за август и почеток на септември оваа година, али во секој случај ќе ги следиме извештаите од надлежните фактори. И сосема на крај, една универзална порака. Останете дома, чувајте се и да се надеваме дека пак ќе се видиме на одбојкарските и спортски терени. Поздрав до сите. Во моментот на прекинот во машкиот шампионат на првото место беше Вардар со 33 бодови, пред Джио Струмица со 30 и Универзитет Тетово со 27 поени. Во женска конкуренција исто така прв беше Вардар со 41 бод, пред Работнички со 38.